Во студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Пред последен ден од изборната кампања за локалните избори, в недела партиските коалиции ги финишираат митинзите. СДСМ вечерва е во Скопско, Бутел и Чучер-Сандево. Ние сме единствената земја во која актуелниот долг го надминува пред пандемискиот пик. На крајот на годината ќе фалат 1,4 милиарди евра, кои ќе треба да се покријат со нови заеми. Ќе се крати од услуги и пари, кои што следат за граѓаните. Ќе се крати од субвенции, едноставно ќе се земаат нови кредити. Ќе се зајакнува казнената политика. Ќе се зајакнуваат притисоците кон сите. Информациите се дека веќе има налог во институциите кои казнуваат да засилат со казнувањето, затоа што фалат пари во буџетот и ова допрва ќе се случува. Се топат странските инвестиции, а реализацијата на капиталните инвестиции е само 43% од предвидените средства. Економскиот тигар на Христијан Мицкоски се претвори во економско маче. Општина со врвни услуги за сите граѓани, без мој и твој човек. Отчетност и одговорност за секој потрошен денар. Општина со ред, инфраструктура и хуманост. Да ги обновиме улиците како што треба. Да ги ослободиме тротоарите. Да го осветлиме секое мало. Да изградиме дом за култура, нова градинка. И владеачката коалиција со последни пораки пред утрешниот завршен митинг, коалицијата на ВМРО-ДПМН вечерва исто во Скопско, аеродром Газивала. И кога го слушам председателот на СДСМ Венко Филипче како кажува невистини за буџетскиот дефицит, за инфлацијата, за бруто домашниот производ, за долженоста, ми доаѓа да му кажам во ред, држи си се до медицината, затоа што очигледно повторно некој те носи во длабокото каде што немаш навистина основно познавање. Знам дека има многу луѓе кои искрено сакаат промени, кои сакаат европска локална самоуправа во Македонија, но можеби се двоумат. Сакам искрено да им порачам, во Скопје и секаде низ татковината не смееме да дозволиме повторно да се поделат гласовите. Не смееме да дозволиме гласот за промени да заврши кај тие што ја уништија Македонија. Во следните 4 години ќе изградиме нови детски градинки во Керамидница, Хиподром 2 и Сингелич. Ќе го реализираме проектот нула комуналии за израба на куки за млади брачни парови до 29 години. Ќе изградиме училишни спортски сали во Железара, Сингелич, Страчинци и Ченто. Ќе ги субвенционираме граѓаните за изградба на енергетско ефикасни фасади на зградите. Ќе изградиме катни гаражи во Автокоманда и во Ченто. Во овој блок правиме заокружување и на дел од пораките и на останати учесници во изборната кампања. Градиме две нови, големи, модерни градинки. И тоа на две локации. На локацијата каде што е школото Васил Главинов и градинката Снежана. Тоа е локација од околу 40.000 метри квадратни. Таму покрај подземниот двоспратен паркинг за 1000 паркинг места. Градиме нов објект. Не може некој да му посакува добро на тетово ако ја носи општината на извршител заради лични интереси. Таков човек денес бара да ја управува истата општина што ја тужеше. Ја даваше на извршуваше и ја ограби со камати. Додека градоначалникот Касами го отплаќаше јавниот долг, Бајрам Реџепи ја товареше општината со камати за плати. Водиме програма која што е иновативна и која што се грижи за јавниот интерес, а не за приватниот интерес. И дефинитивно ќе се фокусираме на проблемите кои што ги тиштат Струмичани. Тоа е здрава животна средина, да се престане со бетонизацијата на градот и јавните простори да бидат чисти. Ние предвидуваме овде дека имаме еден проект за овој прекрасен пазар кој што е еден од најстарите во Скопје. Една голем објект, модерен и урбан, меѓутоа ургентно би направиле прво
еден спрат кој што ќе биде гаражен простор или паркинг, за да може да се служат граѓаните со пазарот, за втората фаза да прерасне во 4-катен објект, каде што првиот спрат би бил пазарот, вториот спрат би биле занаечиите, а третиот спрат би го осовременили и направиле модерен урбан центар. Нашата позиција е јасна. Хумана локална грижа како политички принцип, не како привилегија на одбрани. Нудиме мобилен концепт за помош по повик, кратка, но суштинска поддршка, набавка на лекови и намирници на постари лица, придружба до лекар, како и грижа за мали деца кога на семејството им гори со работа. А Државната изборна комисија ја почна дистрибуцијата на гласачките ливчиња по општини потребни за првиот круг од локалните избори в недела. Се работи за објавен изборен материјал за 80 општини и градот Скопје. Материјалот е доверлив, па доставата се прави со безбедување од полицијата. Од сите овие ливчиња најдолго гласачко ливче ќе добијат Битолчани. Таму изборниот материјал за градоначелник ќе биде долг половина метар. Изборен материјал се состои во сите испечатени изводи на избирачките списоци, испечатени изводи на оригиналните образци, односно записници за секој избирачко место и секоја општинска изборна комисија, како и сите гласачки ливчиња. 17 тимови на Државната изборна комисија во тек на денот, заедно со обезбедување на Министерството за внатрешни работи, ја вршат оваа дистрибуција на материјалот. Се работи за вкупно испечатени 4.613.438 гласачки ливчиња. Рекордно сработени гласачки ливчиња, завршено е 2 дена пред рокот кој што беше задат. Заштитите кои се искористени или се употребени или применети во случајот се врз основа на тендерската документација која што Државната изборна комисија даде, како видливи, така и невидливи. И тој дел мислам дека е затворен успешно. На 19 ноември во судницата во затворот Идризово ќе почне судењето за трагедијата во дискотеката Полусот Кочани. Роднините на загинатите, кои што со месеци неназад одржуваа маршеви и протести, најавија дека ќе ги стават во мирување секојдневните едночасовни блокади на сообраќајниците во градот, но и понатаму ќе продолжат со маршот на ангелите што се одржува секоја сабота. Кривичниот суд го закажа судењето за пожарот во Кочанската дискотека. На 19-тидниот месец во судницата во Идризово ќе се одржи првото рочиште за 37 мината кои се обвинети за тешки дела против општата безбедност. Постапката ќе води судијката Дијана Груевска-Илиевска. Втор судија во предметот ќе биде Ахмет Идризи. Најавата за почеток на судењето доаѓа на точно 7 месеци од трагедијата. Повеќе од половина од времето беше потрошено да се пронајде суд кој ќе го оцени обвинението и ќе ја води целокупната судска постапка. Предметот го доби Кривичниот суд во Скопје, откако претходно Кочанскиот и судовите од Штипска апелација одбија да го водат бидејќи немале просторни услови, а дел од судиите биле во некаква поврзаност со оштетените или обвинетите. Со изземања се соочуваше и Кривичниот суд. 4 судии се дистанцирале од случајот, бидејќи биле во роднински врски со адвокати или загинати. За пожарот во Пулс обвинети се поранешните министри за економија Крешник Бектеши и Валјон Сарачини, градоначалниците на Кочани Папазов, Илиев и Димитровски, 4 директори на Дирекцијата за заштита и спасување, сопствениците на дискотеката Обезбедувањето. Ќе им се суди за тешки дела против општата безбедност, бидејќи како што тврди обвинителството, сите дале свој придонес за пожарот во кој загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Во објектот не бил испочитуван ниту еден пропис во однос на квалитетот на вградените материјали, инсталации за заштита од пожари и противпожарни апарати. Поради целосното непочитување на безбедносните правила, преполнетоста на објектот со посетители, настанало масовно туркање и паѓање на посетителите во ходникот, со што напуштањето на објектот било целосно попречено и биле предизвикани тешките последици. Обвинителството најавува дека за судењето ќе повика близу 300 сведоци, ќе презентира 1400 материјални докази и голем број видеоснимки. Родителите на трагично загинатите во пожарот преку соопштение побараа фер, транспарентен и непристрасен процес. До стартот на судењето ќе ги прекинат секојдневните блокади во Кочани.
Ние, родителите и семејствата на починатите деца, со големо внимание ќе го следиме судскиот процес со единствена цел – да се открие вистината и да се обезбеди правдата за младите животи што беа изгубени во трагедијата, што за секогаш го промени нашето општество. Од судот соопштуваат дека по стартот на судењето на 19 ноември закажани се уште 5 рочишта за до средината на декември. За пожарот се води истрага и против 29 полициски службеници, а тој случај е во рацете на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Скопскиот граѓански суд го забрани најавениот штрајк на контролерите на летање закажан за 20 октомври. Судиката Сашка Трајковска донела времена мерка по тужба на тројцата директори на МНАВ, иако во тужбата не било побарано такво решение. Синдикатот реагира дека судот не им дал можност да ги изнесат доказите дека постапката за помирување е завршена и најавува жалба, но ќе ја почитува одлуката додека трае постапката. Од МНАВ ја поздравија одлуката, оценувајќи дека најавениот штрајк бил спротивен на законските процедури и би можел да го наруши воздушниот сообраќај. Во продолжение и најважни настани од светот. Францускиот премиер ги преживеа двете гласања за недоверба во парламентот. Првиот предлог, поднесен од крајната левица, непокорена